Добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Во Македонија за некој час завршува сосем обичен вторник, но не и во Соединетите Американски држави. Таму не е обичен вторник, туку е супер вторник, така наречен. Она што ќе се случува во Америка се изборите, односно две животни, племенити животни, слонот, кој е символ на републиканците, но и магарето како символ на демократите, ќе добијат побистра слика за тоа кој е најнеизвесен кандидат, кој ќе ги представува овие две племенити животни во претседателските избори кои ќе се одржат на 8 ноември. Што значи всушност супер вторник и зошто е толку значаен во американската предизборна трка, ќе се обидеме да ви објасниме во наредните час и половина во отвореното студио на телевизија Нова. Имаме подготвена графика за тоа како ќе изгледа овој супер вторник во Соединетите Американски држави. Попрецизно кажано, доколку можеме да ја видиме картата, режија. Значи, ќе се гласа во Алабама, која носи 60 делегати кај демократите и 50 делегати кај републиканците. Токму така. Значи во Алабама. Исто така потоа во Арканзас, која носи 37 делегати за демократите и 40 за некои од републиканските кандидати. Колорадо. Исто така гласа, 79 делегати носи кај демократите и 37 кај републиканците. Џорџија носи 116 делегати за демократските кандидати и 76 за републиканските кандидати. Масачусетс носи 116 делегати кај демократите и 42 кандидати кај републиканците. Минесота носи 93 демократски делегати и 38 републикански делегати. Оклахома, според бројот на населението, пак носи 42 делегати за демократите и 43 за републиканците. Тенеси 76 делегати за демократите и 58 за републиканците. Тексас пак е земјата која што го има одлучувачкиот глас. Барем за Хилари и Сандерс што се однесува, затоа што кај демократите таа носи 252 делегати, додека кај републиканците носи 155 делегати. Потоа следуваат Вермонт со 26 делегати кај демократите и 16 кај републиканците и Вирџинија со 110 демократски делегати и 49 републикански делегати. Само републикански ќе се одржат избори во Алјаска и Вајоминг, а само демократски во Американска Самоа. Покрај тоа, демократите кои живеат во странство исто така ќе гласаат во вторник. На овој супер вторник ќе бидат избрани околу 1/4 од сите делегати кои ќе присуствуваат на партиската конвенција подоцна годинава. Тоа е најголемото гласање во однос на бројот на делегати. Кандидатите победуваат со собирање специфичен број делегати кои ќе ги номинираат за време на конвенцијата на нивната партија. Демократите имаат севкупно 4764 делегати. Републиканците пак имаат вкупно 2472 делегати. Кандидатите може да добијат делегати дури и ако не победат во одредена држава. Во републиканската трка моментално се борат 5 кандидати. Тоа се, доколку можеме да ја видиме графиката, значи тоа се Бен Карсон, Тед Круз, Џон Касич, Марко Рубио и Доналд Трамп. Значи, овие се во трка за републиканците. Колку повеќе делегати ќе бидат избрани математички, толку потешко ќе биде за некои кандидати да ја освојат оваа номинација. Некои од кандидатите кои заостануваа веќе се откажаа од трката, а можно и други да го сторат тоа по завршувањето на гласањето на 1 март, кога ќе видат како стојат работите. Тексас, со оглед на големиот број жители, е клучно бојно поле со најголем број делегати меѓу државите кои ќе гласаат во супер вторникот. Според некои анкети, кај републиканците, сенаторот Тед Круз води во својата матична држава. Други анкети пак покажуваат тесна трка со Доналд Трамп. Пред супер вторникот Трамп располага со 81 глас, а Круз и Рубио со по 17, Кейсик со 6, а Карсон со 4. За актуелната кампања, раководството на републиканската партија одлучи денеска да не свикува партиски собранија во Колорадо и Американска Самоа, за да може 37 делегати во Колорадо и 9 во Самоа да останат независни. Што се однесува до демократите, поранешната државна секретарка Хилари Клинтон ја освои Јужна Каролина, сенаторот од Вермонт Берни Сандерс го освои Њу Хемшир, а Сандер беше близко да ја победи Клинтон во Ајова и Невада. Голем број на делегати на изборите во супер вторник може да донесат и различен интензитет во трката во која се борат само двајца кандидати.
Кај демократите, Клинтон е со најголеми изгледи да победи во поголем број во јужните држави, каде има поголем процент на афроамерикански гласачи кои ја поддржуваат. Сандерс се очекува да победи во неговата матична држава Вермонт. Сепак, многумина предвидуваат дека после овој супер вторник уште повеќе на американската и на светската јавност ќе им стане јасно дека битката за влез во Белата куќа се води помеѓу републиканецот Доналд Трамп и демократката Хилари Клинтон. Станува збор за кандидати во кои во предизборниот период поддршката на делегатите ја добија во најголем број. Но и од јавноста ја освојуваа со крајно спротивставени изјави во однос на нивната визија за тоа каде треба да оди Америка. Кога сме кај овие двајца кандидати, тие беа и најприсутни во медиумите со своите изјави. Доналд Трамп имаше многу контроверзни изјави, додека и Хилари Клинтон имаше интересни изјави. Хилари ја поддржуваат жените, таа смета дека жените, афроамериканците, емигрантите, но и ултралибералите се главните поддржувачи во незината кампања. Да чуеме некоја од изјавите, дали може да ги видиме прво кандидатите на бимот, доколку се подготвени од режија. Не можам се уште да ги видам кандидатите. Дали сме подготвени да токму таа слика. Ова се кандидатите кои што се уште во трка, како што рековме, Хилари Клинтон, удира на жените, афроамериканците, емигрантите, но и ултралибералите, кои се главни поддржувачи во незината кампања. Доколку можеме да чуеме, режија, дали може да ми ги вратите фотографиите, за да чуеме некои од изјавите на Хилари Клинтон, доколку сме подготвени. If the 19th century was about ending slavery and the 20th century was about ending totalitarianism, the 21st century is about ending the pervasive discrimination and degradation of women and fulfilling their full rights. Токму така, изјавата на Хилари Клинтон дека доколку во претходните векови било за да се ослободиме од робството, сега во овие избори треба да се ослободиме од секој вид на дискриминација. Доналд Трамп беше многу интересен во оваа кампањска трка. Тој под слоганот да ја направиме Америка повторно голема, прикажа мощна радикалнија за некои критичари, дури и контраверзни ставови кон имигрантската политика, особено кон латино населението. Ваквите тези можат и значително да омекнат во наредниот период, но сепак се известно е дека токму тој ќе се надпреварува на страната на републиканците, доколку сме подготвени да слушнеме некои од неговите изјави. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Токму така, ова беше една од контраверзните изјави на Доналд Трамп, кој што ја крена Америка на нозе. За сето ова, како тече гласањето, што се случува во Соединетите американски држави, зошто е овој вторник толку важен за нив. Ке дебатираме и со моите гости во отвореното студио. Пред да можеме да ги представам гостите и да седнам со нив на дебата, да го погледнеме прилогот на колешката Ивана за тоа како медиумите во Соединетите американски држави всушност фаќаат или не фаќаат страна и како известуваат за сите овие случувања околу изборите. Да го погледнеме прилогот. Франклин Рузвелт беше првиот радиопредседател, Џон Кенеди првиот телевизиски председател. Барак Обама го сметаат за првиот интернет председател, а Доналд Трамп е на пат да стане првиот реалити ТВ председател. Американците си поставуваат легитимно прашање како медиумите ги покриваат изборите. Аналитичарите одговараат како да се трки на коњи. Повеќе изнесуваат податоци за тоа кој води или губи на анкетите, отколку за ставовите и политиката на кандидатите. Според последното истражување на американската анкетна компанија Rasmussen Reports, спротивно од очекувањата, гласачот стравува помалку од така наречените мрачни пари, богати донатори со посебни интереси, а повеќе од медиумите со 47 наспроти 45%. Гласачите веруваат оти медиумите имаат преголема моќ и влијание во политиката. Влијателниот Нью Йорк Таймс отворено застана зад председателската кампања на Хилари Клинтон, а списанието Nation го поддржа Берни Сандерс. Сепак мејнстрим медиумите го игнорираат сенаторот од Вермонт во корист на поранешната државна секретарка, а конзервативците, кои на своја страна имаат традиционално републиканската групација Fox, ги обвинуваат за левичарска настроеност.
Од друга страна, аналитичарите велат дека медиумското покривање на претседателските избори 2016 создало идеален модел за тоа кој не сакате да ви биде претседател. Берни Сандерс, Тед Круз, Хилари Клинтон и Доналд Трамп сите се значени за изборите, но поради некоја причина скандалозните изјави на Трамп се поприсутни во етерот од кој било друг кандидат. Трамп е паметен тип од медиумите, имаше ТВ шоу. Ке ви дадам еден пример. Последните анализи покажуваат дека на вечерните вести на ABC Трамп во даден период доби 81 минута време. Берни Сандерс доби 20 секунди. Вие кажете ми зошто? Трамп е паметен, знае дека медиумите не ги интересираат сериозните прашања со кои се соочува земјата, туку сакаат бомбастични забелешки, будалести изјави, лични напади. Ова е повеќе осуда за медиумите отколку за Трамп. Токсични зборови против другите раси и мигрантите. Ваквите изјави продаваат весници и ги задржуваат луѓето пред ТВ екраните. Медиумите се пристрасни и креираат негативна слика за дел од политичките кандидати, но Трамп ја користи секоја негативна секунда за позитивни поени, а другите кандидати, иако имаат ист или поголем број гласови од него, се споменуваат во медиумите ретко, а дури и воопшто. Дури и Хилари Клинтон со своето скандалозно политичко минато одве добива еднакво медиумско покривање како Трамп, велат аналитичарите. Сепак, според нив, американскиот народ не е глупав. Пристрасноста и се заканува на слободата повеќе од парите. Пример, Джеб Буш и Хилари Клинтон, двајцата најголеми трошачи во кампањата. Но по гласањето во Јужна Каролина, Буш мораше да се откаже од трката откако потроши над $100 милиони, повеќе од кој било друг републикански кандидат. Според експертите, парите никогаш не може да ги скријат или да ги истакнат маните на кандидатот како што тоа го можат медиумите. Горди што сме жени. По повод 8 март ДМ ви подарува попуст до минус 50% на одредени парфеми. Подарок сетови и шминки. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Назад сме во отвореното студио на телевизија Нова. Денеска дискутираме, дебатираме за американскиот супер вторник, обичен вторник кај нас, но кај нив многу важен ден. Ке дебатираме за тоа зошто е толку важен ден, што се случува, што нам ни одговара или не ни одговара со моите гости вечерва. Владко Ѓурчев, добро вечер. И Цветин Чилиманов, добро вечер. Токму вие двајца сте вечер овде затоа што сте едни од ретките луѓе кои што се интересираат за американските избори, за целиот принцип како тоа се случува таму, пратите и знаете што се случува и можеме да дебатираме со вас нели на оваа тема. Може да забележам дека тројцата сме со таблети, а тоа значи дека и во текот на дебатата ќе следиме како се одвива гласањето затоа што веќе ќе биде во тек. Она што можам да го заклучаме дека може би Америка дури прави и преголемо шоу од изборот на претседателските кандидати, односно година дена прво избираат кој од неколкуте, па потоа повторно имаме избори. Дали е тоа намерно или се работи за голема демократија при изборот на претседателските кандидати меѓу партиите, во партиите? Па се работи за долгогодишен и повеќе деценijski процес во кој што двете големи партии одлучиле така да ги избираат своите претседателски кандидати. Значи, сепак се работи за 50 сојузни држави кои што внатре прво треба да го номинираат својот кандидат за претседател. Например, денес имаме околу 10 на 12 сојузни држави треба да гласаат. Едно од нив, например, е Тексас. Тексас има 28 милиони жители. Кој што веројатно и голем број гласачи кои што ги одлучуваат. Да, значи 28 милиони жители и не гласаат сите, нормално. Гласа условно кажано членството на републиканците или на демократите, не е членството, само оние луѓе кои што сакаат да излезат на гласање, но тоа е организирање на гласање на територија која што е голема колку што е Франција, Шпанија, Португалија
Италија заедно. Значи, прилично голема територија, голем број на гласачи, плюс настрана еден куп на држави, например, Оклахома 3 милиони жители, или Арканзас, или и така натаму, и така натаму. Значи, Тенеси со 6 милиони, речи 7 милиони жители, значи голем процес, и кога ќе се види сето ова, не е ни толку долго. Нас не изгледа долго, но всушност не е тоа само случај сега во Америка. Мислам дека во овој глобализиран свет 24/7 и во другите држави глобалната политика стана всушност перманентна кампања. Нели би било поедноставно да се номинира партијата, да номинира кого ќе подржи и едноставно доди тоа така? Па, ова е номинирање од партијата. Значи, ова е всушност номинирање од партијата и нормално има тука поголем број на дебати, има подржувања, неподржувања, позиции и така натаму и така натаму. Значи, еден голем процес кој што е доста интересен и кој што, како што гледаме, се поголем број на држави постепено и го преземаат. Зборуваме и за европски. Иако во Европа тоа може би и е доста пократко, затоа што помала е територијата, да. Но, например, еве сега, конкретно, например, во моментов сега се распиша пред некој време се објави референдумот за останувањето или загувањето на Велика Британија во Европската Унија, тоа ќе биде некаде во средината на јуни, кампањата е веќе почната. Секој ден колумни, секој ден дебати и така натаму. И за 2 години е веќе така. Така што во тој дел живееме во еден циклус на перманентна кампања. Значи во Франција Сакале со политика сме постојано. Добро, политиката е двигател, нели, на општество, се зависи горе-долу од политиката, меѓутоа критичарите и аналитичарите едните велат дека сето ова се прави за да се направи и име и фаца, да речеме, од оние кандидати кои што можеби не се толку јавно експонирани од една страна, да се привлечат финансиери на кампањата, а другите велат дека ова е бесмислено трошење пари и заглавување на гласачите на народот во тие дебати, политика, и за да ги подготват да излезат на избори, бидејќи во Америка имаат и проблем со тоа. Гласаат само членовите горе-доле. Америка го има модел ние што го зборувавме за регистрирани гласачи во текот на разговори во пржина, како да се спречи, нели, измама при гласањето, и кај нив моделот кој што беше предложен во Македонија, кој што, нели, на крај него прифатија ДУИ СДСМ, таму функционира, тоа е дека ти мора да се регистрираш како гласач на одредена партија. Дека сакаш да гласаш. Да, значи немаш автоматски право на глас. Често пати се делат луѓето, се селат луѓето низ државите, така да се не може државата да води сметка дали човекот моментално живее во Тенеси или во Вајоминг или во Вирџинија. Често пати Они има таа култура често се села, тоа хаос би станало. Ситуација и луѓе што се партиски многу ангажирани, да речеме, две држави една до друга, како Мериленд и Вирџинија. Мериленд во принцип е решена трката во почеток. Не е важно, нели, кого ќе кандидираат демократите, секако ќе победи, бидејќи Балтимор е таму. Тоа се 6.000 милион гласачи, нели, градот, милион луѓе код кои што, нели, масовно се гласа за Демократската партија, остатокот од државата гласа за републиканците, но нема капацитет да ја надомести разликата, така да има често ситуација на одливање на гласачи од Мериленд во Вирџинија, која што е пак конкурентна, таму се 12 милиони гласачи, многу тесно се поделени, буквално до 50.000 гласа разлика доаѓа изборот за сенатор, за председателски кандидат. Така да мене ми се случуваше ме канеа да гласам, ти им кажеш дека не сум државјанин, не ти велат не, туку те прашуваат, окей, имаш social security картичка, да станеш државјанин? Па да, имаш возачка дозвола од Вирџинија. Пред мене што сум гледал како ги кандидуваат, нели, партиски активисти ги канат да дојдат од Мериленд да се префрлат во Вирџинија да гласа, или од дистриктот DC, каде што исто така 80% гласаат за демократите, пошто зашто да се префрлат во конкурентната Вирџинија. И долго трае затоа што станува голем бизнис кампањата. Дел од кандидатите буквално се кандидираат за да продадат книги, да ги има на телевизија, да собираат пари преку нивните пак Political Action Committee ги викаат, че тоа се сега вика здруженија кои што се формално независни од кандидатот, но секогаш кога ќе каже нешто нивниот кандидат што го поддржуваат, кога ќе даде некаква изјава, праќаат мејлови до мејлинг листи. Гледаат тоа да стигне до новинари, до телевизија. И бараат донации, 5, 10, 15, 20 долари. И сега
често пати да речеме ќе се погоди изјава на некој кандидат на дебата и Не во истиот момент троп на врата, ви се бенде се изјавате, ви се бенде се дај 15 долари. Еве ти го линкот каде може да донираш, 300 милиони луѓе, милион да донираат. Една книга, да речеме, чини околу 20 долари, политичка книга од кандидатите, сите кандидати имаат подготвено книги, 5 милиони луѓе ќе купат книгата по 20 долари, пресметете математиката, да речеме за Бен Карсон во моментов кој што се кандидира, кој што навистина беше умилен кандидат, но веќе е јасно дека шансите му се никакви, но останува во трката, меѓу другото негови членови од изборниот штаб велат додека добиваме пари, ќе тераме кампањата, дури ја нарекуваат скемпейн, измама кампања. Тие пари ќе останат во партијата, потоа да се преднаменат. Не, тие пари се не постои партија, значи тие пари се за него лично, значи партија како ние што подразбираме партија не постои, има огромен број здруженија, локални кандидати, значи нема партиски лидер, нема партиска структура, има еден исклучително слаб лидер на комитетот на партијата и ке демократите и ке републиканците, повеќето луѓе не го ни знаат. Така да, значи, не постои лидер во таа форма. Туку секој кандидат има практично бизнес изграден околу своето име и својата А како тогаш ја следат линијата, целта, политиката на една партија, бидејќи демократите се за некои работи стрикни со години, републиканците за други работи, нели? Како тогаш кога е таков распар во партијата, кој е тој што е палка што вели, ако си демократ треба да Не, тоа се разни фракции, да речеме ке демократите имаше кандидат кој што е воен ветеран, секретар на армијата во републикански администрации, значи човек кој што една надворешна политика ќе водеше, економски гледано многу поконзервативен. Имаш Хилари која што 100 пати ја променила политиката во текот на својот живот, следејќи го сопругот, кој што избран како левичар, па потоа прави пивот на десно и тоа на вистина здраво на десно. За потоа во моментов Демократската партија бара левичар и да ги менува своите политики. Има социјалист, че за прв пат Америка го има Берни Сандерс како кандидат, кој што би национализирал, би конфискувал, би изголемувал даноци, неверојатно би превземал популарни се кај младите неговите. Па добро, младите ништо не знаат, нормално река се. Па малку убаво им изгледа таа утопија. Еве кога ги споредиме, се не можеме да ги споредиме гледано нели според население, колку колкава е Америка и колку се таму луѓе, меѓутоа ете ако направиме некој пресек, ние според глава на жител и они според глава на жител од гласачи, парите кои што они ги трошат за избори, парите кои што ние ги трошиме. Мислам дека во САД се трошат навистина поголем број на средства, затоа што се работи за големи изборни машини. И во тој дел особено интересно е што посебно се таргетираат државите кои што се условно кажано, кои што има изборен надпревар. Зборуваме сега за главните избори, оние кои што ќе бидат во ноември. Значи во Соединетите американски држави од 50 држави, секоја од тие држави си делегира онолку електорски гласови колку што е голема државата, односно колку што има жители, така што најголемите држави Тексас, Њу Йорк, Флорида, или Калифорнија, имаат одреден број на делегати кои што ги делегираат, а по малите држави доста помалку. Значи Македонија во тој дел личи на пример на Вермонт. Вермонт е со големина од прилика колку што е Македонија. Така што средствата кои што се трошат во оние држави во кои што има надпревар, затоа што оној кој што ќе победи во одредена сојузна држава, тој ги зема сите гласови. И на почеток веднаш гледаат има околу 40 на држави во кои што е решена трката. Независно колку и да се инвестира и кампања и да се оди и така натаму, не се малтретираат. Трката се сведува на 10 до 12 држави кои што се изборно компетитивни и во кои што се одлучуваат изборите. Всушност таму се сите реклами, таму се сите акции излези да гласаш, таму се главните политички операции. Значи, тие држави се од прилика Охајо, значи не може ниту еден наназад, години наназад, ниту еден претседателски кандидат да победи, ако не го победи Охајо. Мислам дека има 18 електорски гласови, околу 11 милиони жители. Значи, Флорида исто така е таква држава, Вирџинија, Колорадо, Минесота до одредена мерка, иако не веќе повеќе е некај демократите. Значи, тоа е со одреден број на квантум на држави кои што се ниваму и таму и каде што всушност се решава изборната трка. И со овие нови техники и технологии кои што стојат на располагање, како што е микротаргетирање, социјални мрежи, локални ТВ станици, весници, конкретна подршка со изјаснување на редакцијскиот колегиум, кого подржуваат и така натаму, се доаѓа до она што се нарекува изборен резултат. Значи, во
Сад нема ситуација каде што некој може да им забрани на новинарите да коментираат нешто или некој да им забрани на Не да новинарите. коментираат, се извинувам, речемо, Да. парче прават новинарите, Да. и кандидатите, и Хилари Клинтон, и Доналд Трамп, значи дури им се смеат на изјавите во живо, им се смеат на изјавите и никому ништо. Па тоа е првиот амандман на Американскиот устав. Значи првиот амандман вели слобода на печат. Значи тоа е, има и уште неколку други работи, но еден од фундаментите е слобода на печатот. Однос нека владата конкретно и изрично, кога велиме владата, не само владата, туку властите преку закони, преку уредби, преку директиви не може да се мешаат во слободата на уверувањето, изразувањето и мислењето. Значи тоа е една таква даденост и во тој дел никој нив не може никаков посредник, например, да им каже дали смеат да бидат наклонети, дали не смеат да бидат наклонети, какви прашања да поставуваат, какви да не поставуваат, кого да канат, колку да канат, кога да не канат во нивните медиуми и така натаму и така натаму. Така тоа оди по принципа, доколку некој кандидат ме носи мене гледачи, јас гледам дека ми расте гледаноста, се него ќе си го терам со изјави, тоа е тоа, никој не може ми каже другиот да го пушта. Апсолутно, тоа е, знаете што, тоа е слободно зложување, значи менито во еден ресторан, самиот ресторан си го кажува, значи дали еден ресторан ќе нуди пица, дали ќе нуди кебапи, дали ќе нуди колачи или било што, ресторанот се одлучува. Така, аналогно на тоа, весникот се одлучува кого ќе подржи, кого нема да подржи, како ќе коментира, кого ќе коментира, ќе каже, да. на кој начин ќе ги поставува прашањата и така натаму и така натаму. Значи не може таму да дојде некој посредник и кој што сообразно на нивниот менталитет или слично или така натаму, ќе каже вие морате вака, ако не можете. Да, Значи 25 минути за едниот, 25 минути за другиот. Таа дебата во САД е решена пред 230-240 години со нивниот устав од 1789 година и едноставно тоа си е таа ситуација која што имаат и си функционираат и не е променето. Значи членот 1 на нивниот устав е даденост. Значи таму нема ситуација каде што секоја година, секој 3 месеци, секој 2 месеци ќе се менува уставот, ќе се редактираат законите и така натаму и така натаму. Така. Ова е супер вторник во Америка. Зашто? Затоа што нели велат дека повеќето држави сега може и на крајот да дадат јасната слика и да одлучат кои ќе бидат двајцата кандидати кои што ќе се тркаат нели за претседателското столче. Она што е интересно е сега да се спомене дали ќе се некој велат дека ќе се случи тоа, точно ќе се знае која, некој велат дека овој супер вторник ќе ги замрси конците уште повеќе. Не, стенат утра изутри на наше време ќе биде како Владко Ѓорчев кога најава резултати на крајот на во Нирала навечер ќе излезе портпаролот на Доналд Трамп и ќе вика во Вирџинија победивме, во Тексас победивме, во Тексас може да не победат, на се друго ќе соберат. И јасно е дека од републиканската, да, очигледно е дека од републиканската и демократската страна победникот е познат. Од републиканската страна не е познато што ќе се случува понатаму, дали ќе дојде до обединување на сите други кандидати против Доналд Трамп во тој обид да го запрат, да спречат изборна катастрофа, или ќе го поддржат. Може би да влезе дури претходниот претседателски кандидат Мит Ромни назад во трката, во насока на тоа да мора да се спаси тоа што може да се спаси од партијата, бидејќи знаете што гласањето, да речеме во држава од 4 милиони жители, кандидат победува со по 70.000 гласови. Значи тоа е навистина смешно. Значи овие изборни, партискиве избори, одзивот на гласачите е смешен. Тоа се исклучително мотивирани луѓе приврзани до тој кандидат. Во случајот Трамп, кој што е мега популарен, познат како радио водител, како ток-шоу, реалити шоу водител, погоди една жичка кај гласачите која што да ги анимира. Да, која што е и националистичка и популистичка, значи тотално е во конфликт со многу работи што републиканците ги застапувале, како ограничување на владата на претседателот, слушање на Конгресот, значи голем број работи за кои што го обвинува Обама дека ги крши, дека влада е авторитативно без да го почитува Конгресот, без да се обрати кон конгресмените, кон другите гранки на власта. Са Доналд Трамп вели дека он ќе направи тоа истото, па и дупло повеќе. И сега да речеме тоа е популарно во партиските избори, но во моментот кога тој ќе се соочи со професионална кандидатка како Хилари Клинтон, кога ќе треба да апелира и до умерените гласачи, да. Има две варијанти, или ќе уништи со
небулозни, брутални, безобразни, дрски, шовинистички, сексистички напади во дебатите, па не знам, можеби ќе се Мислите повлече. дека тоа би прошло некој да не знам, да посека да не му знам. биде председател во наредните 4 години? Не знам, многу се развива републиканската партија така наречено entertainment wing, Да. крило на забавувачи, од радиоводители, од телевизиски водители на партиски политички емисии, автори на книги, што ги спомнав и така натаму, кои што моментално Доналд Трамп е, да речеме, добар дел од нив се преклонија кон Доналд Трамп, бидејќи е добар за рейтинг. Добар дел од телевизиите му посветуваат огромно внимание на Доналд Трамп, бидејќи е одличен за рейтинг, другиве се умерени, столожени, разбрани, прибрани, Така, не професионални привлекуваат луѓе, поглед, да. исклучително конзервативни, ама едноставно не е гледаноста таква. И буквално на зафрканција, на шега може да се случи втор пат поред да одберат председател кој што не е подготвен, нема класично искуство како што е гувернер, долгогодишен сенатор или генерал да биде избран за председател, туку буквално е забавувач, како што е Барак Обама забавувач, зафркант, без никакво искуство беше избран, беше сенатор 4 години пред да го изберат, како беше 5. Така и Доналд Трамп буквално ги нема оние квалификации што се очекуваат дека ќе ги има. Така да, доколку тој биде навистина излека како победник вечер, може да се очекува трет кандидат да се обиде да влезе во трката. Во трката. Ја имаме мијавојот од режија колешката Ирина Гилевска, која што е во Соединетите Американски држави, чинам дека е во Вирџинија. Дали се слушаме, Ирина? Да, се слушаме, поточно сега доколку можеш да ме чуеш, можеш ли да ни кажеш што се случува? Чинам дека некаде околу 11 часот наше време треба да започне најголемиот дел од гласањето. Каква е атмосферата, каде си ти и што сега се случува во моментов? Дали има анимираност на луѓето за гласање како што има и во Македонија во предизборието? Гласањето ќе заврши за некои 4 часа, ќе бидат затворени за 4 часа избирачките места. Инаку две работи од овој ден може да се забележат, дека американците излекуваат масовно на прелиминарните избори во овие 12 американски сојузни држави, 3 американски територии, а денеска гласаат и демократите во странство, значи на 16 изборни единици. Она што јас можев да го видам на 4 изборни места во Вирџинија е дека грото од гласачите најмногу ги поддржуваат Доналд Трамп, ако се работи за републиканските прелиминарни избори, и Хилари Клинтон кај демократите. Така, кажи ми како е расположението, Ирина, доколку се слушаме, како е расположението, дали сите оние анкети и предизборни нагодувања кој се би можел да биде, дали е се уште во таа насока дека се поверојатно е дека Трамп и Клинтон ќе бидат кандидатите? Да, се поверојатно е дека ќе се уствари она што го предвидуваат анкетите во последно време, дека по овој супер вторник Доналд Трамп веќе никого не може да го запре, дека Марко Рубио можеби ќе освои поддршката во неговата родна Флорида, Тед Круз во Тексас, меѓутоа далеку во сите останати држави веројатно најмногу од поддршка ќе освои Доналд Трамп, што кај републиканците експерти веруваат ќе направи подолба во самата републиканска партија после овој супер вторник. Кај демократите е малку појасно, бидејќи има двајца кандидати, Берни Сендерс и Хилари Клинтон. Меѓутоа, после овој супер вторник се знае дека Хилари Клинтон веќе има прединство и дека најверојатно она ќе биде номинираниот кандидат на демократите на општите избори во ноември. Какво е расположението во Тексас, Ирина, бидејќи Тексас е една од земјите која што велат е одлучувачка за овие избори, а што велат медиумите, какво е расположението таму? Во Вирџинија, да, таа е клучна држава затоа што 95 делегати на Демократската партија и 49 на Републиканската партија, тоа се голем број на делегати. Овој изборен систем е малку поинаков од нашиот, значи на денешниот ден првпат се воведува и она проверка на идентификација на гласачот, значи мора да покажат или возачка дозвола или лична карта пред да добијат ливче за гласење. Значи во изборната комисија мора да кажат дали сакаат да гласаат за
ливчето на демократските кандидати или за ливчето на републиканските кандидати. Значи тоа е новост и покрај тоа што ова е воведено за прв пат во Вирџинија, меѓутоа и во некои други држави кои денеска се гласа, има голем број на млади гласачи кои за прв пат гласаат на овие прелиминарни избори. Значи сега се гласа само за тоа кој кандидат ќе освои најмногу поддршка, односно во Вирџинија значи дека кој најмногу ќе освои делегати. Од овие, како што кажав, 95 за демократите и 49 за републиканците. На крајот од јули и двете партии ќе имаат конвенција на кои делегатите ќе гласат и практично ќе се објави номинацијата кој ќе биде единствен претседателски кандидат на републиканската и на демократската партија. Сега е веќе познато, иако има уште 4 часа до крајот на гласањето, дека најверојатно тоа ќе бидат Доналд Трамп кај републиканците и Хилари Клинтон кај демократите, иако има уште прелиминарни избори во останатите држави. Следниот веќе петок има исто така прелиминарни избори во друга американска сојузна држава. Меѓутоа, поради тоа што затоа се вика овој супер вторник, затоа што најголем број на сојузни држави гласаат, веќе расположението може да се оцени по овој вторник кој ќе биде кандидат на престојните претседателски избори. Така. Ирина, ние овде дебатиравме и дискутиравме за тоа дека Доналд Трамп, нели, еден во наводници забавувач наспроти сериозноста како политичар на Хилари Клинтон. Доналд Трамп го зеде вниманието на медиумите со неговите, нели, силни изјави наспроти сите други кандидати. Меѓутоа, како е расположението кај интелектуалните гласачи, дали би минало едно такво однесување Доналд Трамп се до претседателското столче? Експертите овдека велат дека Хилари Клинтон би била најсекна доколку Доналд Трамп биде нејзин против кандидат на претседателските избори. Зошто? Затоа што таа има поддршка од повеќе голем диапазон на избирачи, за неј се гласаат и белци, за неј се гласаат и афроамериканци и латиноамериканци, значи има поддршка од повеќе заедници. За Доналд Трамп, веројатно знаете дека пред 2 дена дури и не се огради од поддршката на лидерот на Ку Клукс Клан, така што за него мислам дека гласаат најмногу белци или гласаат републиканци кои според тоа што денеска ја го слушнав од неговите поддржувачи во Вирџинија, гласаат за него, не дека многу се среќни што тој е од представник на републиканската партија, меѓутоа велат дека единствен тој од сите кандидати на републиканската партија има шанси да го победи демократскиот кандидат во ноември. Токму заради тоа, значи би избираат помеѓу два зло, народско речено, кој ќе биде нивен кандидат на изборите во ноември. Ова јавување, Ирина, и ние овде ќе ги следиме изборните резултати, односно прелиминарните избори, нели, за тоа да видиме дали ќе се реализираат сите овие најави кои што ги предвидуваат анкетите, а ние имаме подготвено и еден прилог за тоа кои се сите контраверзни изјави на Трамп и како го задржуваше вниманието на гласачите, на поддржувачите и на целата американска јавност. Да го погледнеме. Речиси од моментот кога Трамп објави дека ќе се кандидира како републикански кандидат за претседател, тој се изложи на опасноста од критики, бесно и поддршка за своите разновидни говори, драматични политички изјави и навреди кон другите кандидати, новинари, а понекогаш и кон цели етнички групи. Се до оваа среда фразата необразованите слоеви беше темелна дискусија на интернет страниците. Некои сметаа дека е смешна, а други тврдеа дека е прифатлив опис со кој не се осудува изборната единица, нешто за што другите политичари велеа дека е проблем кој треба да се реши. Трамп го навлече гневот на мексиканските власти со својата изјава во која ги опиша мексиканските емигранти во САД. Кога Мексико го испраќа својот народ, не ги избира најдобрите, тие не се на листата за испраќање во Соединетите Американски држави. Тие испраќаат луѓе кои имаат голем број на проблеми кои ни ги носат и на нас. Носат дрога, криминал и силување. Предпоставувам дека се добри луѓе, но при разговорите со граничната полиција дознав дека тие не ни ги испратиле вистинските луѓе. Тоа е истиот тип на луѓе кои доаѓаат од Јужна и Латинска Америка и најверојатно и од Блискиот Исток. Сепак, најживописните напади на Трамп најчесто се насочени кон неговите ривали.
Републиканскиот ривал Марко Рубио го нарече малиот Рубио и го карактеризира како многу непријатен човек. Сепак неговите напади се сведуваат на ниво на исмејување и закачки од училишниот двор. Пред насобраните поддржувачи во Бентонвил, Арканзас, Трамп изјави дека Руби има големи уши и додека се поти да се докаже големите уши му даваат заштита. За републиканскиот ривал Тед Круз, Трамп вели дека се однесува како канаѓаенец кој што не се снашол добра. Никогаш не сум видел некој да лаже толку многу колку што Тед Круз лаже кога вели дека е христијанин. Не знам, но вие навистина ќе треба да откриете што се случува. Неодамна Трамп, чиј што говор беше нарушен од страна на демонстрантите, ги покажа своите заби. Има еден човек кој замавнува на празно, а нам не ни е дозволено да возвратиме. Јас многу ги сакам оние стари денови. Знаете што ќе направеа момците од тоа време да беа на моје место? Тој ќе завршеше надвор од теренот на носилка. Јас ја сакам и почитувам нашата полиција, но тие не се доволни и не би сакал да го видите тоа. И медиумите не се поштедени од раженот на Трамп. Новинарскиот темел на Fox News, според Трамп, е репортер од лесна категорија, откако таа ги доведе под знак прашалник неговите коментари за некои од најстакнатите жени за време на дебатата. Подоцна Трамп одби да учествува на дебатата која таа ја водеше. Сепак, постојат ситуации во кои Трамп е особено краток и концизен. На прашањето за поддршката од поранишниот лидер на Ку Клукс Кланот, Дейвид Јук, Трамп изјавил дека тој не знаел ни дека има неговата поддршка. Со месеци Трамп работеше во согласно со својот политички универзум, кршење на конвенционалната мудрост при уредување на претседателските кампањи, пикајќи го својот нос во конзервативните институции. Магнатот за недвижности рутински укажува на разликите помеѓу него и неговите конкуренти, од кои поголемиот дел се искусни политичари. Имаме луѓе кои седат во канцеларија и имаат договори со сите. Јас сум за самофинансирање на кампањата, јас сум за инвестирање на сопствените пари. Луѓе ве сакам, но мора да победиме. Мора да излезете да гласате. Мене не ми требаат вашите пари, само вашиот глас. Без разлика дали тој ќе победи на прелиминарните избори во јужните држави закажани за 1 март, познати како супер вторник, кандидатурата на Трамп ветува дека ќе продолжи да го шокира воспоставениот политички ред, како што се засилува претседателската трка пред изборите закажани за 8 ноември. Интернет обложувањата во Велика Британија, Ирска и Нов Зеланд покажуваа дека Трамп, иако никогаш се сметаше за натрапник, сега има се поголеми шанси. Иако се потребни повеќе од 1200 делегати за да се обезбеди номинација на републиканскиот кандидат за претседател, Трамп веќе има импресивен успех и на изборите во Невада, предводеше пред Марко Рубио од Флорида и сенаторот Тед Круз од Тексас. Посетете го саемот на градежништво и реновирајте го својот дом со големата понуда на градежни материјали. Посетете го и саемот на недвижнини со најголемата понуда на нови станови на едно место. Големи попусти со проектот Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади од 1 до 5 март. Назад сме во отвореното студио, како што можевме да чуеме од прилогот, се за гласови, се е дозволено. Значи, дури и она најдолно навреди кон противните кандидати, навреди кон цела една популација, ќе ги избркал сите муслимани од земјата и така натака, имаше и такви изјави. Колку е тоа демократија, колку е правење шоу од политичари? Не, ова е чист популизам. Значи, ова е веќе некој го споредуваат со европски стил на политика. Во Европа имаме политичари кои што се националисти, кои што се шовинисти, кои што кажуваат вакви работи. Америка вообичаено била имуна на вакви прашања, бидејќи држава во која што луѓето пред си имаат оружје. Ти не можеш да ги избркаш муслиманите од Америка затоа што имаат право луѓето да поседуваат оружје како граѓани на Америка, така да малце потешко логистички изводлива целата таа работа. Но ова е, да речеме, европски тип на политичар, популистички политичар со американски шмек, што повторно означува медиумска поддршка, означува
конгломерати на телевизии, на радиоводители кои што застануваат за него, навистина депримирачки бројот на луѓе кои што навистина беа солидни, цврсти, здрави, конзервативни коментатори кои што застанава негова подршка. Некои отворено, некои почна да го поддржуваат, па се Меѓутоа вела дека Трамп само јавно го кажува оно што многумина тајно го мислат во Америка. Можна. Значи, очигледно дека таа поддршка не е, како што кажав, може држава да добие со 100.000 гласови со, не знам, со 3% од вкупниот број на жители да гласаат за тебе. Значи, не значи тоа дека цела Ајова гласала за него или дека, не знам, цела каде победи во Јужна Каролина гласала за него. Тоа се навистина многу микроскопски мал процент од гласовите, да речеме на општите избори кога навистина сите карти се вадат на маса, па гласат колку? До 40% преку сила. Така, најмногу, да. Да речеме ке нас гласат до 70% од гласачите. Но во партиските избори одзивот е навистина смешен. Че зборуваме за навистина многу мал процент на луѓе од двете страни кои што ќе го решат победникот, но значи не индикативни за мнозинството гласачи, но или граѓани на државата, но очигледно е дека не се другите подоволно мотивирани да, како беше, најлошите меѓу нас се полни со страстен интензитет, додека најдобрите се седат дома. Седат дома и се молчат. Власко, зошто ти си во партијата ВМРО ДПМН? Зошто толку многу се трудите да правите проекти, зашто не најдете некој шоумен, бидејќи очигледно е како што е во Америка тоа пали ке народот? Големите прашања сега со кои што се соочува Америка и за кои што гласачите ќе треба да размислат и на внатре партиските избори, но исто така и на генералните избори во ноември, се поврзани пред со економијата. Значи, дали Америка ќе продолжи да го зголемува долгот, кој што во моментов е 19.000 милиарди долари, кој што ќе дојде до 21.000 милиарди долари, значи за време на оваа администрација се зголеме за околу 8.000 милиарди долари, односно дневно за околу 2,4 милиарди долари. Друго големо прашање со кое што ќе се соочи Америка, иако има робусна економија, значи нема дилема дека Америка излезе од онаа рецесија 2008-2009 година многу побрзо од што голем број се очекуваше и голем број на европски земји. Значи, понатаму ќе треба да се дискутира внатре во американското општество прашањето поврзано со енергијата. Значи, дали ќе продолжи вадењето на нафтата од шкрилци или пак повеќе ќе се даде акцент на соларната енергија, на од ветер енергијата и така натаму. Значи, исто така прашањето поврзано со емиграцијата во САД, односно колку луѓе може САД да абсорбира. Значи, дали се тоа 1 милион луѓе годишно, 2 милиони луѓе годишно, помалку или повеќе. Значи, тоа се бројки кои што зборуваат 2000 луѓе дневно, 3000, 4000 или 5000 луѓе. Понатаму, прашањето на интеграција, кохезија внатре во општеството. Политика, надворешна политика, значи дали, например, ќе има поинтервенционистичка политика, како што, например, еве гледаме во делот на демократите, значи Хилари Клинтон ќе биде на некој начин еден континуитет, иако администрацијата на Обама покажа одредена воздржаност спрема интервенција, особено во оној период 2002, 2003, 2005 година, или пак, како што имаат повеќе републиканци, конкретно Круз, Трамп, во помала мерка Рубио, кој што се однесува во делот на помал ангажман на воените сили. Значи, тие од друга страна сметаат, например, дека САД треба да држи дистанца во делот на ангажманот, например, конкретно во Сирија. И така натаму, Како ќе се развива трговијата со Кина? Дали ќе се продолжи со подпишувањето на договор за слободна трговија со пацифичките земји. Значи, тука зборуваме за договор за слободна трговија со Јапонија, што е огромна мега економија и цела дузина на пацифички земји, како што е Филипини со 100 милиони жители, Виетнам со 100 милиони жители, Перу и така натаму. Значи, тоа се големите прашања кои што ги имаат... Кои што се во позадината. Иако напред изгледува дека ова е како и еден вид на шега, па ете се препокуваат, сепак битни прашања се во позадината. Апсолутно битни прашања, затоа што од друга страна имаме и ситуација каде што имаме и растечка нееднаквост. Значи, имаме растечка нееднаквост и оној дел што се, например, она старо под наводници правило децении и децении наназад, ако имаме
човек кој што работи 8 часа дневно или повеќе, кој што има, например, диплома од средна школа, кој што работи, кој што е чесен, кој што сепак може да се дозволи за куќа и за кола и да се го прехрани семејство. Сега имаме стагнација, долги години имаме стагнација на платите во реалниот сектор. Исто така се повеќе тоа се чувствува и во делот на луѓето со високо образование. Значи, има одредена економска неизвестност која што е присутна помеѓу луѓето. Значи, од една страна да се работи за општество и држава, економија што е робусна, богата, број 1 економија во светот, нема дилема. Огромен број на инвенции, мултинационални компании, Google, Facebook, Apple, Ford и така натаму. Значи ги знаеме сите перјаниците на американската економија, но има и голем дел од луѓето кои што иако добро стојат, но имаат голема економска неизвестност, на кој што може да им се случи сообраќајна несреќа или пак не дај Боже некаков здравствен проблем и за неколку месеци тие се веќе во ситуација каде што не може да врзат крај со крај. Така што овие фундаментални прашања кога ќе се слегне малце ова сето она што се нарекува, нели, изборна ноќ, кој што на кого му кажал така натаму, малце кога ќе се разбистри ситуацијата, ова ќе бидат крупните прашања кои што ќе треба да се дискутираат и политичките кандидати, значи од двете партии да понудат решења. Тоа зборуваме сега веќе оној период на после конвенциите, значи јуни, јули, август, септември, сепак на крајот тоа ќе биде важно и ќе биде во фокусот, така. Сепак велат дека колку и да изгледа Трамп дека е шеговиец, сепак тој е човек кој што води фирма која што има бизнис кој што вреди билиони, нели, и ги го води успешно сето тоа, па дури се оправи во водите, како што рековме, нели, во водителството, па потоа се врати, каде да отишол направил некој успех, односно во ништо не крахирал, така велат, освен оној негов еден за малку банкрот што ќе му се случеше. Дали е можно да знае точно што треба да прави, што сака народ за да го привлече вниманието, а всушност тој да е нели сериозен кандидат, кој што ги има во предвид сите овие работи кои што се сега зборуваше Владко Ѓурчев? Ситуацијата политичка во моментов е таква што Хилари Клинтон е исклучително лош кандидат. Значи, не е дрвена, не е како незиниот супруг, кој што е комуникатор, кој што буквално ја изнесе кампањата на Обама 2012 година, кога веќе Обама се соочи со бранда непопуларност, да речеме републиканците има сериозни победи во нивните кампањи во меѓуизборите. Американците гласаат на 2 години, со тоа што на 4 години бираат председател, а меѓу два председателски избори имаат на 2 години имаат уште едни избори во кои што го бираат Конгресот и Сенатот. Во текот на неговиот мандат Обама има изгубено преку, мислам, 70 места во Конгресот и во Сенатот. Тоа е неверојатен пораз. Долниот дом на Конгресот комплетно е превземен од републиканците со огромно множество, додека Сенатот го успеваат да го задржат, ќе видиме сега и на овие избори. Гувернерски места, мислам, 13 дека има изгубено од 50 држави, неговата партија. Така да, навистина, длабоко непопуларна партија. Бил Клинтон значително му помогна 2012 година, буквално заеднички вода кампањи Обама и Бил Клинтон заедно. За разлика од него, Хилари Клинтон е навистина непопуларен, дрвен кандидат, што ме гледал како зборува, неснаодлива, на прашање се смее, како еден арогантен, дури шегите раат со тоа. Не еден од настапите почна како куча да лае, па сите вика, чекај се, што е ова? Че не е ни смешна, не е ни симпатична, не е ни забавна. И плюс, да речем, има 2 мандата на Демократската партија и сега, под некоја логика, вреде на другите. Во исклучителни ситуации, една партија успева 3 пати поред да добие мандат. Така да, Хилари навистина би можела биде победена и сите анкети покажуваат дека Рубио би ја победил во директно соочување како млад хиспано човек, значи неутрализира предноста на демократите кај хиспано гласачите, нуди, да речеме, некаков оптимизам, некој нов почеток. Тед Круз би ја победил, иако и он е така прилично опор човек, така, не излегува како симпатичен, како допадлив човек, така, доста неотесано делува, но анкети покажуваат дека тој би ја победил, анкетите покажуваат дека Трамп би изгубил од неја. И сега има еден преседан, првиот пат кога Бил Клинтон избран за преседател 1992 година, го победува Джордж H.W. Буш, постариот Джордж Буш, кој ще е избран преседател. Има голема предност, како веќе актуелен преседател. Ретко па се случува да некој надвор да победи човек што веќе е преседател.
се кандидира бизнисмен од Тексас, Рос Перот, кој што е како трет кандидат, успева да привлече соодветен број гласови од републиканците и буквално го цепи гласот на републиканците. Клинтон улетува и победува без да освои мнозинство од гласовите, како малку познат, неафирмиран политичар од Арканзас, станува преседател. Нешто слично се случува и сега. Дури има теорија на заговор дека Трамп кој што ја финансирал Хилари, кој што не знам, фотографии како Хилари му дајдела првата, втората или третата свадба, не знам веќе дали со словенкава сега или со чехињете предходно или со кога се бил во брак, дека буквално има и тука нешто, дека можеби едноставно повторно гледам операција на цепење на гласачкото тело на републиканците за да биде избрана Хилари Клинтон како навистина лош кандидат во година во која што на демократите не би требало да победат. Не, доаѓа од нигде никаде. Кој човек кој штигра на приземните, на најниските страсти во електоратот, значи расизам, популизам, депортации, дзидови и така натаму. Нема нормална надворешна економска. Ја не знам утре кој биде избран за преседател, како ќе не знам што би правеле ние со Бели тука, како би му се обраќали, што би очекувало од него. Што сака може да му текне утре, може да не укине признавање, да не да каже ќе примам во НАТО, не знам, преку ноќ, ќе бркам Грција, Вазве, не знам, што сака може да му текне утре. Добро, еве, кога веќе ја начавме темата за Македонија, кому нам, Владко, би ни одговарало најмногу од овие сега кандидати сите што се уште во трка, значи не зборувам само за Трамп и за Хилари, туку и останатите? Па ние имаме стратешко сојузништво со САД, независно од тоа која е администрацијата која што е во Вашингтон. Например, конкретно нашите односи со САД се почнуваат со својот развој 91-92 година за време на Джеймс Бекер и председателството на Џорџ Буш постариот, 41-иот. После тоа доаѓа Бил Клинтон, после него доаѓа Џорџ Буш кој што ја призна Македонија под уставното име, подпишувањето на договорот за стратешко сојузништво со Кондолиза Рајс, или контактите кои што таму ги имаше нашиот покоен председател Трајковски и така натаму и заклучно со односите кои што ги имаме со сегашната администрација на председателот Обама. Значи во тој дел македонско-американските контакти, односи и релации се константа и во тој дел тие повеќе пати имаат кажано дека ја поддржуваат нашето членство во НАТО како едно од клучните работи за по нашата надворешна политика. Исто така имаме и генерално, значи зборуваме секогаш зборуваме за македонците во САД, значи зборуваме за македонската седница во Америка. Може да се забележи например дека генерално во посебно последниве неколку години генерално се чувствува една тенденција на зголемена поддршка за републиканците кај македонците во САД, иако нормално има и добар дел и сегмент кој што гласаат и за демократите. Например, ако видиме македонците во Детройт и во Стерлинг Хајтс, најголем дел гласаат за републиканците, конкретно таму е конгресменката Кендис Милер, кој што е еден од клучните поддржувачи на Македонија или најгласните поддржувачи на Македонија. Од друга страна пак, например, македонците кои што се во Нью Џерси, тие имаат сосема добро, оправдано добро мислење за конгресменот Бил Парскрел, кој што е од редовите на демократите. Иако пак истите македонци кои што, например, најголем дел гласаат за Парскрел, иако од редовите на демократите, кога ќе дојдат избори за гувернер, поголем дел гласаат за Крис Кристи, кој што е републиканец, затоа што се повеќе македонците приврзани кон она што се нарекува семејни вредности, традиционални вредности и на некој начин од тој дел повеќе резонираат со она што како политичка програма го има Крис Кристи. Значи, од друга страна еве во Индијана, Краун Пойнт, генерално и Индијана е по-републиканска држава, така што македонците се на некој начин можеби понаклонети. Од друга страна пак она емиграција која што е најсвежа, најнова, тие се понаклонети кон демократите затоа што кај демократите има една поголема инклузивност во делот на емигрантите. Но оние наши иселеници од Македонија кои што се
поетаблирани полого време во САД, се забележува определена инклинација кон републиканците. Ако ги погледнеме и другите балкански заедници, може генерално да се доведат неколку заклучоци, например грците кои што се во САД, убедливото мнозинство гласаат за демократите. Значи нивни главни два центра се Бостон и Чикаго. Да, значи генерално грците дури имаат и ситуација во која што во два наврати имале претседателски кандидат, значи Спиро Егњу во 70-тите, мислам дека беше или 60-тите години, и после тоа Мајкл Дукакис 88 година, Буш нели што го победи 88, Мајкл Дукакис беше од грчката заедница во САД. Прогласувавме независност, имаше грк председател. Значи, генерално грчката заедница во САД е понаклонета кон демократите, исто така албанците, значи албанската заедница во САД е понаклонета кон демократите, значи тие се претежно сконцентрирани во Њујорк, а Њујорк е традиционално упориште, значи Њујорк е традиционално место каде што демократите победуваат, особено на претседателски избори, ако може да се случи некој градоначалник како Руди Џулијани или како Блумберг, кој што е или независен или републиканец. И така натаму, српската заедница порано понаклонети кон демократите, во последно време понаклонети кон републиканците. Значи, зависно од државата, например, во Охајо србите се понаклонети кон републиканците, од тамо и поранешниот сенатор Џорџ Војновиќ. Од друга страна, во Чикаго и во Илиноис србите се понаклонети кон демократите, таму има и свој гувернер Род Благоевиќ. Значи, и така натаму. Значи, можеме да го продолжиме, но генерално една равенка која ќе гледаме балканските народи се доаѓа до заклучокот, иако ова е генерализација, значи нема апсолутно има поединечно луѓе, асоциации кои што имаат различни мислења, но грчката заедница во САД и албанската заедница се понаклонети кон демократите, македонската заедница и за републиканците и за демократите, но генерално на поетаблирана емиграција, особено во делот на Детройт и во Мичиген е наклонета повеќе кон републиканците и така натаму. Значи, во секој случај, шаренолика голема земја, нели, шаренолик политички пейсаж во кој што луѓето си бираат и според она што е нивни интерес. Значи, луѓето ќе си направат проценка, ќе видат кој е подобар за економијата и она што е важно, значи, што исто така има аналогија и со Македонија, а тоа е дека убедливото мнозинство на граѓани и во Америка, и во Македонија, и во Европа, значи било која од европските земји, смета дека економските теми се најважни. Значи, граѓаните сакаат да гласат за оној кој што ќе обезбеди нови работни места, за оној кој што ќе обезбеди повеќе економски можности, подобра инфраструктура, безбедност и стабилност. Како што е во Америка, така и во Македонија. Значи, тука граѓаните нормално се гласат за економија, инвестиции, работни места, а сето друго кога ќе се спори со кога ова е добро, другото си доаѓа само по себе, така. Кога зборуваме за тоа какви платформи имаат претседателските кандидати во Америка, се појави оваа година и кандидат кој што социјализмот како термин кој што е малку проблематичен, нели, за американците, некако сите тези кои што ги кажува во однос на онаа идеологија, утопија која што се поврзува со социјализмот. Имаме подготвено и прилог за тоа што Берни Сандерс и нуди на американската популација, да го погледнеме па да го прокоментираме. Терминот социјализам од секогаш бил дискутабилен во американската политика. Но и покрај тоа, Берни Сандерс, кој се идентификува како социјалдемократ, успеа да допре до голем број од популацијата и да се пласира високо на листата на кандидатите од Демократската партија. Берни Сандерс бил роден во Бруклин, Њујорк. По дипломирањето се доселил во Вермонт, каде што работел како режисер на документарни филмови. Во 1981 година бил избран за градоначалник на Берлингтон и потоа бил повторно избран уште 3 пати. Во 1990 година бил избран да го представува Вермонт во представничкиот дом на Соединетите Американски држави. Служел како член на Конгресот 16 години.
пред да биде избран како сенатор на Вермонт во 2006 година. Во Конгресот Берни се фокусирал на средната класа. Во 1963 година бил уапсен поради протестирање против расната сегрегација во државните училишта во Чикаго. Во моментот го одработува вториот мандат откако беше повторно избран во 2012 година. Политиката на Сандерс е слична со онаа на скандинавските земји, придружена со либерални ставови кон прашања во врска со ЛГБТ заедницата, нееднаквите плати, здравственото осигурување, климатските промени и финансиските реформи. 29 милиони луѓе во Америка немаат здравствено осигурување, а уште поголем број плаќаат огромни суми на пари за лекарства на рецепт. Верувам дека сите треба да имаат здравствено осигурување. Сандерс долго време ја критикувал надворешната политика на САД во врска со војната во Ирак. Зборува против расната дискриминација во кривичниот судски систем и е противник на смртната казна. Берни се разликува од останатите кандидати по тоа што се идентификува како социјалдемократ и неговата кампања е финансирана од страна на обичните луѓе. Една од неговите цели е државните факултети да бидат бесплатни, поради големите суми на пари кои се потребни за студирање, како и студентските долгови кои што ги имаат студентите откако ќе дипломираат. Исто така го критикува одданочувањето во САД, изјавувајќи дека најбогатите плаќаат пониски даноци отколку средната класа. Американците треба да одлучат кој кандидат се спротивставува на класата на билионерите, на Волл Стрит и на интересите на корпорациите, а кој не. Заедно ќе креираме економија која работи за сите луѓе, а не само за најбогатите. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Се чини како Сандерс да има во Македонија како треба да живее народот, она што ние го имаме овде бесплатно здравство, школство и така натака. Меѓутоа некако удри многу на против богатите американци, даноците кои што тие ги плаќаат, сака да им ги зголеми. Дали сам си ја пресече гранката која седи со оглед на фактот дека и парите за кампања, а и поголемиот дел од оние кои гласаат во Америка се сепак бизнес од оние кои што имаат интерес од политиката. Не е како кај нас. Ова е втората страна од европеизацијата на американската политика, ако десницата има отидено во национализам, ксенофобија, нативизам, ѕидови, протерување и така натаму, левицата има отидено во социјализам. Тоа Берни Сандерс е вториот дел од таа трансформација на Соединетите американски држави, тоа не е до него, тоа е председателот Обама, кој што исто така дојде на избори на власт на крилата на кризата на Волл Стрит, напаѓајќи ги милионерите, милиардерите, велејќи дека има нешто неамериканско во стекнувањето богатство, што иде спротивно на стотиците години американска традиција, во која што не е целта сите да бидат еднакви, туку целта сите да отидат најдалеку каде што можат, па независно тоа, тоа што некој ќе отиде подалеку или некој поблиску. Че не е тука целта сите да имаат југот, целта е да имаш 4 кадилаци, па комшијата да те гледа, да се труди да те стигне. Една од логиките зошто, да речеме, во Европа е можна Скандинавија, не знам, Шведска, Франција, Италија да трошат пари за бесплатно здравство, бесплатно, големи високи пензиски фондови за високи пензии кои што во Америка ги нема, за големи социјални пакети за отпуштените работници, е тоа што, да речеме, Соединетите американски држави имаат преземено врската за одбрана на Европа. Значи, една од најголемите традиционални ставки на државите, Америка галантно има превземена во име на Европа и во такви услови нормално европјаните можат, како веле на скулптура во Обединетите нации, своите мечови да ги претворат во плугови и да се посветат на убавите работи во животот, а не на одбраната. Сега, ако и Соединетите американски држави, одејќи по паметот, по логиката на Берни Сандерс или на Барак Обама, кој што исто така исклучително повлечен председател, не работи да се прошири НАТО, не работи за традиционалната улога на Америка да биде безбедносен гарант на Блискиот Исток, Северна Африка и така натаму. Значи, очигледно е дека и Обама се чувства нелагодно со практикување на
традиционалната улога на власта, војната моќ на Америка. Хилари Клинтон би била слична, Берни Сандерс би бил многу повеќе од тоа, а Трамп е тотално непредвидлив. Значи, доколку оваа ситуација продолжи, се постава прашањето, да речеме, кој на Европа ќе ги решава овие проблеми со Сирија, Турција, Либија, бегалци и така натаму. Ако Америка стане Шведска, кој ќе биде Америка во оваа варијанта. Но Сандерс е популарен, бидејќи пак Хилари е, како што кажав, лош кандидат и меѓу другото е навистина оптоварена со корупцијски скандали. Само што да кажам, не ја оптовари и на ситуација во која што по мандатот на Бил Клинтон имаат направена хуманитарна организација, хуманитарна, Клинтоновата фондација, која што буквално примаат донации од било кого во светот, од држави кои што кршат човекови права, од Саудиска Арабија, од Виетнам и така натаму. Само околу 300-400 милиони долари имаат добиени. Со тие средства, дури додека Хилари Клинтон беше државен секретар, продолжуваат да ги примаат овие средства и обезбедуваат услуги, контрауслуги. Да речеме, буквално ние утре, доколку Хилари биде избрана, едноставно не разговараш со амбасадорот, одиш да прашаш колку кошта, што треба да се плати. Да, за да добиеме нешто што сакаме од нив. Да не ни се меша во внатрешните работи или да добиеме, не знам, никаква привилегија со тоа што речете, дека и сите други околу нас истото тоа ќе го прават. Така да во такви услови една бизарно, гротескно корумпирана кандидатка како што е Хилари Клинтон, Берни Сандерс е популарен. Е популарен, меѓутоа вело дека ги нема шансите, нели, дека не би требало. Дека не би успеал да се извози со Хилари Клинтон. Еве, за при крај сме на емисијата, па да направиме едно резимирање. Тексас е една од најбитните, меѓутоа во Тексас има и многу од оние кои Трамп директно со прст покажа дека треба да се вратат назад. Дали тука си ја пресеча својата гранка или пак? Па Тексас мислам дека е држава во која што републиканците на генералните избори ќе победат во било кој случај. Се работи за втора најголема сојузна држава, 28 милиони жители, која што наскоро ќе има и 30 милиони жители. Но, уште еднаш ке речем, значи, постои одреден број на држави во кои што се решаваат изборите. Тексас не е една од нив, затоа што како што е, например, Њујорк сигурен за демократите или Калифорнија како што е сигурна за демократите, така Тексас или Оклахома или Тенеси е сигурна за републиканците. На друго место ќе се решава претседателската трка. Она што ние како Македонија можеме да го направиме, нормално да ги гледаме, да ги наблюдуваме овие избори и било која да биде администрацијата која што ќе биде избрана во Вашингтон, да градиме мостови, да имаме контакти, да продолжиме на стратешко сојузништво. Да, дипломатските односи да терат. Ние сме партнери во поголем број на меѓународни мисии со САД, да продолжи нашето приближување кон НАТО и така натаму и така натаму. Значи, во тој дел да останеме, значи, партнери и држави кои што тесно соработуваат. Исто време да видиме... Има ли големи отстапувања, еве кој да победи, да не прejudicираме, нели, од кандидатите? Дали има некој кој што би бил исклучително лош кандидат за Македонија, еве да речеме за она што ние се залагаме или она што досега ни се случува, или пак горе-долу исто ни се фаќа? Мислам дека е рано се уште да се каже каква ќе биде нивната надворешна политика, затоа што во моментов надворешната политика е една од темите кои што помалку се дискутираат. Јас се надевам и би било добро било кој да биде кандидатот и да биде избран, да продолжи со едни коректни односи со Република Македонија, затоа што уште еднаш ќе речам, значи, пријателството помеѓу и односите помеѓу САД и Македонија не се од вчера, туку напротив се уште од прогласувањето на независност на Македонија, па дури и многу порано. Значи, ние имаме наша емиграција која што таму оди веќе во 19-тиот век, крајот на 19-ти, почетокот на 20-тиот век, понатаму односот на САД кон македонското прашање, Париската мировна конференција, нели, и така натаму и така натаму. Така што во тој дел ќе треба да се види кој ќе биде изборот на американските гласачи, да се почитува тој нив избор, аналогно на тоа нормално да се почитува и изборот на македонските гласачи, значи ние во Македонија исто како што американците ќе изберат својата влада, така и ние македонците овде ќе избереме својата влада и ќе седнеме и ќе соработуваме. Така.
Цветин, дали можеш да се спомниш, ти си бил долго време и во Соединените американски држави, точно знаеш што таму се случува. Ајде една паралела, морам за медиумите да те пецнам, една паралела за тоа како изгледа тебе сите овие избори толку години во Америка, што се случува, како народот дискутира, дали се како нас и дури во кафана на маса за политика да се зборува, како медиумите се однесуваат кон сето тоа. Не, значи таму да речем има 5 главни водечки информативни телевизии кои што се исклучува на страна на левата партија на демократите, по моментов нели власта, ако нели Обама кажеме дека е власт, и една телевизија која што е строго исклучува на страна на републиканците, Fox News, и сега да речеме тие отприлика имаат подеднакво поделена гледаност, бидејќи населението отприлика поделена по пола, не е како кај нас, каде што очигледно има диспропорција меѓу левите и десните, што се гледа меѓу другото и во рейтингот на телевизиите, во гледаноста на телевизиите. Кај нив таа гледаност е така поделена да речеме 5 телевизии, NBC, MSNBC, CNN, ABC, CBS, кои што влечат на едната страна имаат отприлика половина од пазарот, Fox има половина од пазарот. Во печатените медиуми поделбата е драматично во полза на левата опција на демократите, да речеме Wall Street Journal и тоа уредувачките страници на весникот може да се каже дека се конзервативни, додека да речеме информативните страници воопшто не се, а другите водечки весници како што се, нели, политички весници, Washington Post, New York Times се на левата страна, Los Angeles Times, Boston Globe и така натаму. Така да поделбата е многу исто како кај нас. Си имаш определени политички ориентирани медиуми кои што свесно носат одлука дека се откажуваат од половина од потенцијалните гледачи, бидејќи сакаат да се фокусираат на другата половина, не сакаат да ја убедуваат другата половина, чекај, погледнете малци овие другиве што зборуваат, знаете, и едниве се вакви, другиве. Се вакви тука буквално им сервираат на таргетираната гласачка тела, информација тоа што нив ги интересира, односно од нивната политичка опција. Во старт, да речеме, гледачот ќе каже, јас се согласувам со оваа телевизија, а не, значи, бидејќи сакам да гледам, бидејќи јас имам мои ставови, таа, да речеме, одговара на моите информативни и забавни потреби, а нема сега да ме убедува, па да ми изнесува коментатори со кои што јас нема да се согласам, па ќе ме нервираат, па јас ќе менувам канал, да речеме, не прават таков ризик. Нешто слично и кај нас, така да речеме, и во САД и тука, кога имав, да речеме, расправи и за македонската медиумска сцена, во САД ми беше особено лесно, секој разговор завршуваше со спомнување на примерот претходната вечера што имало на телевизија, кажат во ред, добро, окей, кои сме сапа ние да ви зборуваме, бидејќи буквално системот е тој. Затоа е наистина чудно кога американски коментатори ќе дојдат во Македонија и ќе кажат не, вие мора во рамките на една телевизија да имате баланс. Во Америка балансот е постигнат со тоа што имате една телевизија, и таква телевизија, па гледачот си одбира што сака да гледа. Има баланс во рамките на една телевизија. Така, повелувам. Па да, само би се надоврзал на ова. Значи, апсолутно во Америка генерално се знае кој каде инклинира. Не само што инклинира, туку кој каква опција и идеолошка, и политичка, и партиска застапува. Тоа не е ништо ново. Значи, тоа е слобода на уверување, слобода на мислење, слобода на печат, слобода на изразување. И слобода пазарот да диктира. Слобода на пазарот да диктира. Значи, еве, конкретно, Fox News е дефинитивно за републиканците. И самите водители, не само телевизијата како најгледана телевизија во Америка, туку и водителите. Шон Хенети, например, тој во него му е во 10 часот навечер, секој работен ден. Меган Кели е во 9. Во 8 часот е Бил Орайли 15 години наназад. Значи, сите ти имаат конзервативни убедувања, конзервативни гледишта, блиски до републиканците и не се трудат да го сокријат тоа. Аналогно на тоа има, например, MSNBC, каде што е еден Крис Метјус, е еден од главните водители. Крис Метју вели за себе, јас сум прогресивен, либерален демократ. Припаѓам кон демократите, сметам дека нивните позиции се валидни. Вика, ова е слободна земја. Од весниците, значи од весниците, самите весници пред избори, и во внатре-партиските, а после тоа и на генералните избори, излегуваат со едиторијал, значи со став на редакцијата, и велат, ние мислиме дека треба да се гласа за тој. New York Times е секогаш за демократите, Washington Post најчесто, последниве години исто така.
Од друга страна, Вашингтон Таймс, значи не Вашингтон Пост, не Нью Йорк Таймс, туку Вашингтон Таймс е повеќе за републиканците. Или пак за републиканците е повеќе Wall Street Journal. Значи и поголем број на регионални медиуми, да. Сајтовите Huffington Post е дефинитивно за демократите. Drudge Report е за републиканците. Значи тоа не е ништо ново. Така, за нив е тоа нормално, да. За нив е тоа нормално, како што ти имаат право на мислење и убедување, аналогно на тоа, еднакво на тоа, ние имаме тука право, значи да се има став, да се каже коментар, тоа е иманентно, природно, нормално за новинарот. Или пак, например, во Европа. Во Европа многу добро се знае во Велика Британија дека Daily Mail е генерално заедно со The Times дека е за конзервативците и тоа е со децении наназад, а дека например Guardian е многу повеќе за лабористите. Или пак во Франција дека Либерасион е за левицата и за социјалистите, а Ле Фигаро дека е повеќе за онаа деголистичка, десноцентристичка. Значи и тука не е само во или во Германија Шпигел е за СПД, Фокус е повеќе за ЦДУ. Значи не е тоа ништо ново. Луѓето се изразуваат, значи зоон политикот, мислам, значи постав. Така, имаше дури информација дека во Соединетите Американски држави во некои од најголемите телевизии дури е пожелно новинарите да се декларираат за некои побитни, меѓу другото и за политичката припадност, дали ја имаат или ја немаат, и за некои побитни прашања кои се нивните ставови. Така да се случувало и сега не знам, јас карикирам, нели еве да речеме сега ако е за ИСИС, дали се за учество во борба против силија или се против, значи јасно да си го кажат новинарите и анкерите ставот по тоа прашање за телевизијата да знае. И јавноста да знае. Значи, еве, например, таква е во моментов ситуацијата со Врховниот суд на САД. Во моментов, значи, Врховниот суд на САД има 9 судии и еден судија почина, Антонин Скалија, тој беше конзервативен, да, и треба да се замени, треба да го, на предлог на председателот, треба да помине низ Сенатот и Конгресот, и републиканците се велат не, ова е предизборна година, нема да се случи. Тоа е сега соодносот е 4-4. Значи, иако да, судството е нели независно, Врховниот суд и така натаму, но на некој начин сите судии кои што се предложени од Джордж W. Буш и претходно неговиот татко од Роналд Реган, гласаат на еден начин, конзервативно, десен, центар и така натаму. Иако од време на време има некои судија кои што ќе помине од една на друга страна, но од друга страна сите судии, сите без исклучок, номинирани од Бил Клинтон или од Барак Обама гласаат на друг начин. Сега тој сооднос е 4 спрема 4. И уште сега веќе во оваа предизборна кампања, например, кандидатите како што се Тед Круз или Марко Рубио веќе кажуваат отприлика кој вид на судија, дури и со имиња спомнуваат, би номинирале. Да, а од друга страна и демократите велат, па ние мислиме дека сепак треба да биде некој со поинаков светоглед. Сега ќе биде тепачка на која страна ќе биде. На која страна, да, затоа што ќе биде многу важно, ќе биде во Врховниот суд, едноставно каде ќе натежне. Ви благодарам многу што бевте вечерва мои гости во оваа дебата. Очекуваме во текот на ноќта да се дознаат веќе прелиминарните резултати, нели, за тоа како ќе се одвива трката за претседателски кандидат во Соединетите Американски држави. Се надевам, намерно се чини дека имате искомплицирано целата оваа работа, заете да мора да се објаснува и да објаснува, па да имаат и видимите работа, нели, зашто да зборуваат. Ви благодарам што им разјаснивме на гледачите, може би мал дел што тоа се случува во Соединетите Американски држави. Благодарам за гостувањето и што постојано се одзивате кога телевизија нова ќе ве повика на гостување во овие студии. Фала, поздрав, пријатно и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам многу, а вие, драги гледачи, останете на фреквенцијата на телевизија Нова, следуваат вестите.